Добро вечер, почитувани, добро дојдовте во вечерниот магазин, вечерва со Слободан Томич. 21:15, лайв, секако дека не следите преку програмите на А1 Телеком и во живо преку интернет сајтот наш. Магазин кој го очекувате секој петок, бидејќи има што да слушнете и да гледате. Предраг Димитровски е мојот колега, вечерашен и соговорник, ќе му посакам пред се добро вечер и добро дојде. Благодарам на поканата. Пеđa, можам да те ослободам. Апсолутно. Сме ние колеги долго години, така. Наистина, задоволство ми е што вечер во овие 45 минути ќе ги поделиме, ќе бидеме заедно и ќе имаме можност гледачите да ги информираме од твој агол, пред се познаци на јавноста како дел од Комисијата за верификација на факти, позната како лустрација, што беше и една од условите на Европската Унија, како одредница, да речам, бидејќи во Европската Унија да се влезе мора да бидеш чист и чесен и честит во секој случај. Тие 3Ч представуваат секако некоја основна обврска и принцип за Европската Унија. За разлика во политичкиот секојдневниот амбиент во Македонија имаме 3D, че речам, анимација, тоа е дојди, дрпни, дувни. Од тој агол, дали вредеше да се направи едно чистење, една лустрација во Македонија визави се она што измина и она што се случува од таа дистанца и ден денеска. Добро, Како нараучени, дали нешто лустрацијата беше процес кој произлезе од резолуцијата на Европа, парламентарното собрание на Советот на Европа, а сосема друго е прашањето на каков одзив најде кај нас, на какви отпори и дали била успешна, оценката дали била успешна или неуспешна. А од оваа временска дистанца можам само да констатирам дека лустрацијата само делумно беше спроведена, а отпорите што произлегува од токму од оние кои требаше сами да спроведат лустрацијата и односно самите да се лустрираат. А тоа што потоа следеше и процесот Моќник кој го отвори специјалното јавно обвинителство е само еден обид за политичка пресметка со лустраторите и со самиот процес на лустрација. И по самиот наслов Моќник може да се постави едно клучно прашање. Кој е поголем моќник? Дали пратеникот од редовите на ВМРО ДПМН Антонио Милошовски или Пуцко Петров, кој е сега пратеник и неговиот син, кој се неделив дел од тендерите што одат на сметка на Демократската унија за интеграција. И кој има повеќе ефект паричен во секој смисла од таа моќ политичка. Ако Антонио Милошовски прифатеше да гласа за уставните промени, за промена на името, јас сум повеќе од убеден дека немаше ништо да му се случува, уште помалку на членовите на комисијата. Со овие измени сега на кривичниот законник, самиот процес, прво да видиме дали има воопшто преквалификација на самото дело за членовите на комисијата зборува, затоа што Милошовски има и уште еден дел друг измама. Меѓутоа, јас тврдам дека целиот предмет не само што е застарен, туку е апсолутно застарен и тоа не сега,
уште пред неколку години, само од страф на судиката кој го води предметот, тој не добива судска разрешница. Заглавен е во лавиринт, во кој тешко ќе се излезе, затоа што таму главните сведоци се веќе починати и фактички нема едноставно ниту предмет, ниту кривично дело, посебно не кај членовите на комисијата. Да биде апсурдот поголем, за имотот за кој се товари таткото Милошовски и синот Милошовски, припаѓал на семејство на јавен обвинител, покоен, кој трагично го загуби животот во сообраќајна несреќа на патот Скопје-Тетово, а беше еден од обвинителите кој го водеше процесот тат. За жал, семејството негово никогаш не покренало постапка за враќање на имотот и што било и причина и повод да се дојде до една ваква апсурдна ситуација, да се води процес со такво име моќник, во кој навистина не знаеш кој е поголем моќник. Од се тоа што го изнесе, јас сакав само да потпрашам, дали тој чин на лустрација требаше да донесе едно нараучение и да се престане со ходошењето, предавството. Имајќи факт дека се повторува, значи тоа продолжува и натаму. Дефинитивно Македонија не успеа да расчисти ни со улогата на тајните служби, ни со соработниците и за тоа си ја плаќаме сите цената до ден денеска. Ниту доведе до некакво помирување, ниту до подобрување на целата состојба во општеството. Дали тоа врано на очи не води? Па веројатно и историското минато и товар од минатото се уште го чувствуваме на свој грб. Но една од, реков, од одредниците на Европската унија е тоа, како и потеклото на имотот и конфискацијата. Знаете како, конфискацијата е многу процес кој сите го посакуваат. Меѓутоа, многу слабо се применува во пракса. Зашто? Тоа треба да се прави, да се праша целиот правосуден систем, кој за жал се уште е под влијание на власта, на политичката моќ во државата, како резултат на што е и тој минимален, односно никаков рейтинг што го има. Цело време збориме дека треба да се формира комисии, институции кои ќе се борат против криминалот, против криминалците, против начинот на менеджирање на државата, односно со лукративни побуди, како што имаме ден денеска, а тоа никако да тргне. Имаше еден предлог дури од Павле Трајанов за агенција за која ќе се справи со корупцијата, во кој состав ќе бидат неутрални, професионални кадри и кои ќе водат таа борба најпрофесионално. Зошто престана, а претходно беше гласано и се гласаше за таков закон? Затоа што криминалот и корупцијата не може да се одвои ниту од тајните безбедностни структури, ниту од власта. Тоа е основната причина. Сега кој каква улога има во криминалот и во корупцијата и нивото до кое стигнуваат, тоа е сосема друго прашање. Како велат кај нас, криминалците си имаат своја држава, ама за жал кај нас мафијата
си е и власта и државата. Истовремено е и власт и држава. Нема мафијата своја држава, туку мафијата ни е и држава и власт. Дали Запад се това го знае и премолчува, односно ги има организирано работите и им ги дава задачите да ги завршат, со оглед дека како за награда е премолчувањето. Значи, Западот да не знае што се случува, нема теоретски шанси. До најмали ситници детали знаат се. И карактер на личност, и негови способности, и квалитети, и можности. И затоа во селекцијата на кадрите им даваат предност на послушни извршители кои само ќе слушаат наредби, а не на личности со интегритет за кој е незамисливо да се владее или да практикува власт од позиција на моќ и на послушност. Тие кои одработуваат и ги штитат криминалните дејания и криминалците, ги викат кучиња на злото, кои одработуваат за напојница, богами добри тендери или некои позиции. Како го дефинирате се тоа, што Македонија веќе стана закон? Па веројатно таа моќта на зелените банкноти е преголема за да се стави на кантар меѓу интегритетот, честноста и достоинството и тежината на купчето зелени банкноти што им следуваат како награда за тоа. Веќе, нели тоа е во секој случај еден наследен хабитас, да речеме едно од наследство, да речем, или ја херетич, да го речем, наследство, некој да го протолкува, од причина што не можеш да бидеш таков ако немаш коренов систем кој тоа го правил претходно. А тој, па е тоа го продолжува на своите деца. Апсолутно, апсолутно. Значи, да не забравиме дека поранешната југословенски тајни служби, меѓу кои се врувале и нашите, македонските, биле трета, четврта сила во светот. И начинот на работа не се разликувало од начинот на работа ни на советската тајна служба, односно руската, ни на американската. И многу добро ги знаат сите методи, начини, средства на делување и на проценка на личности, за да успеат да дојдат до посекуваните личности. Се насмеам бидејќи ме потсети 2000 година имав таква една средба со генерал Крацков. Тој беше прв човек во Заливската војна и чест привилегија ми беше да бидам во негово друштво заедно со многу еминентни имиња. И кога го прашав што мисли за фактичката ситуација во Македонија и Балканот, оф рекорд, меѓутоа помина години доста, вика, знаете што, нам не одговараат тие луѓе. Мисли, членови на УДБА и така натаму, и ние ги ангажираме нон-стоп. Дури нивните деца. Значи, тие се многу послушни, исполнителни и нема... Ама така и кај нас е. Еве, сега кога ќе ги отвараат досијата заради францускиот, односно бугарскиот предлог, ќе видат дека од колено на колено се пренесуваат задачите. Ако во минатиот систем било незамисливо да дојдеш до позиција ако немаш допирни точки со тајните служби, денеска, за жал, нема да успееш да напредуваш. Ни случајно тоа. Денеска кај нас истите методи, истите средства се применуваат и во пракса. Денешната власт е второ, трето колено на тие служби и на нивни блиски. Меѓутоа се навредуваат ако им спомнеш или им укажеш. Не може да се навредуваат колку сакаат, меѓутоа реалноста има ли е таа. шанса да се на сменат? крштата не го кажуваме јас и ти, тоа документите го кажуваат. Нема презиме, верувајте, нема презиме
во власта која не се наоѓа во тие документи таму. 70 до 80% истите презимија се. Истите. Кај што застанам ја, ти Ти продолжи. продолжи, да. Има ли можност, вика човечки, па не кажеш да грешиш, по човечки да се покаеш? Има ли шанса да се покајат тие луѓе? Нема шанси. Нема шанси затоа што прво се заветиле, дали завет дека ништо нема да зборуваат. Заклетва. А второ, не се во ситуација да одмогнат на своите поколенија. Средени, нафатирани, Нормално. обезбедени за Нормално. 10 поколенија. Нормално. Имавме еден случај во 41 година. Ова беше ми еден предлог, едно размислување на едни мои пријатели кои вика Слобода, не молим те некаш спомни си со некои твои соговорници, еве чест ми е со тебе. Компаративно 45-та тој двоец Цветко и Чимаче, која со голем поклон пред Фирерот и му ја дадоа клучовите на Југославија, што сака да направи. Велат пријателите, вика, те молам, ние и така ја доживаме ова двојка сега што лицитира и прави тргува со Македонија во две полувремиња. Почнувајќи од човекот што сега сака да стане председател на Македонија, завршувајќи со неговиот наследник. Стиката се повторува. Само што центарот на моќта е преместен. Место Белград сега е Брисел. Инаку, велам, ние место да расчистуваме со минатото, ние го повторуваме минатото. Не правиме она што требаше да го направиме, идеолошко прочистување на минатото и на сопствената историја, на што сега ни се надоврзува само Бугарија со незините национал-шовинистички барања и негирање на македонскиот идентитет. Јазик и култура, традиција, се. Место самите да ги правиме процесите, ние дозволуваме, ставајќи ги под тепих, други да не диктираат што треба да прави. Тоа е жалост. Нели лисијата не се гледа шумата, се зема ситуацијата и бугарски проект, како го велат предлог. Јас си го спомнав дека тој е нарачан и го реализира францускиот кабинет на господин Макрон, Александър Адам, неговиот шеф на кабинет, познат стратег за во француската политика и на сметка тоа тој добили награда од Бугарското министерство за външни работи, највисок орден. Златен лав, мисли, така беше. Народот се дефокусира, се наведува секонд Бугарија, меѓутоа сепак тој проект нацет на повисоко ниво. Тоа е и на повисоко ниво и со многу подлабоки корени. Ако се сеќавате, неодавна председател Макрон имаше едно свое обраќање пред нацијата и неслучајно настаните во Африка, Конго и Гана ги поврза со Софија и со Букурешт. Тоа не е случајност, ни најмалку. Да им објасниме на гледачите? Да им објасниме на гледачите интересите на Франција во Африка, во овие две држави, заради рудното богатство и другите суровини што ги добива Франција од таму, тежината на станите ги пренесе во Букурешт и во Софија, правејќи паралела. Ако некој ако има пуч, воен пуч во Конго, што ќе правиме ако има воен пуч исто во Софија и во Букурешт? Значи, мора за да оправда својата интервенција, односно меѓународната интервенција, ги направи паралела меѓу овие две држави и Бугарија и Романија, што значи дека влијанието и интересите на Франција се совпаѓаат со тоа што за нас значи бреме и товар, а за Бугарија придобивка во незините определби за
тоа територијално замислено проширување спрема Македонија. Влијание, култура, историја, бугаризација, вулгарно речено бугаризација на Македонија, што е составен дел од двата протокола што ги подпиша власта во рамките на тој француско, односно бугарски предлог. Нема никаков друг предлог, вика, само овој предлог. А каков треба да има уште, кога е се содржано таму? Сите барања, сите претензии на бугарите таму содржани. Што треба нови барања да поставува? Опозицијата излезе со предлог во ред, меѓутоа тоа биде со откако ќе се Ретроактивно. Ретроактивно, да. Имаш некој предлог што би сепак силата и моќта и разумот и во народот. Еве како народ, бидејќи го представуваме народ. Па секогаш постои можност не само за разговори, туку и за изнаоѓање соодветни решенија. За жал, актуелната власт место да решава проблеми, она само создаде и ги усложни проблемите, затварајќи ги речиси сите можности на Македонија за просперитет и напредок кон преговори и членство во Европската Унија. Во моментот ситуацијата не е ќорсока, од кој не знам како ќе може да се излезе. Сега гледам во јавноста е многу актуелно актуелен предлогот француско-германски за реформи во Европската Унија. И мислам дека се уште кај нас не се појавило размислување од аспект на надминување на состојбата во која што се наоѓаме околу уставните промени и вметнувањето на припадниците на бугарската заедница во Македонија, што е наш основен услов за официјален почеток на преговорите за членство. ВМРО ДПМН излезе со еден предлог за ретроактивно стапување во сила на измените на уставот, што беше протолкувано од власта како обид за менување на преговарачката рамка. И нормално реакциите беа такви какви што беа неприфатливи. Меѓутоа, тоа ретроактивно дејство на евентуалното гласање на уставните промени сега се појавува друга шанса. Ако француско-германскиот предлог на нивните експерти за реформа на Европската Унија предвидува проширување, тогаш ајде да видиме, ако се искрени во намерите, ретроактивно стапување на сила на тие уставни измени, кога со реформите на Европската Унија. Тоа не е преговарачка рамка, тоа е само процес. Нема да се менува преговарачката рамка, ќе остане иста, а резултатите од уставните промени ќе стапат во сила кога ќе се реформира самата Европска Унија. Што е логично и нормално. Ако имаат искрени желби и намери, и Европската Унија, и посебно Бугарија, нека ги стават на маса. Само каде е тука другата страна на медалот? Другата страна на медалот е во тоа што тој предлог е на експерти, а влијанието на политичарите од Европа, колкаво ќе биде и дали воопшто ќе биде прифатлив за политичарите од земјите членки на Европската Унија, сосема
друго прашање и во која форма, како крајен продукт, ќе бидат доведени тие промени. На крајот на краиштата нема логика никаква целиот Западен Балкан да тапка во место, а Украина како земја која моментално се наоѓа во војна и е жртва на една руска агресија, да добие одма кандидатски статус. А ние со децении тапкаме во место како жртви на соседите и на нерешителноста на Европската Унија, посебно на највлијателните држави кои не знаат сами со себе како да направат чекор напред. Да не забораваме колку желби ми исполнивме на европјаните, Европската Унија, жртвувајќи се самите себе си. Нема што не сме исполниле. Што е посебен пример во светската историја, меѓународно право. Сега, знаете како, велат дека политиката ја водат моćните, да, меѓутоа политиката постои и за малите и немоćните. Постојат и Обединетите нации. Така. Местото на решавање на проблеми за малите било предвидено од Друштвото на народите па на ООН. Тоеш, или нека укинат и Обединетите нации, да не правиме фарси пред светот, за да покажеме некаков светски поредок, или нека делуваат во правец на вистина решавање на проблемите. Дури и да најочигледниот пример за ревизија на историјата на овие простори добива сосема друга трагикомична димензија. Трагикомична димензија. И место да идеме со европски и наративи за иднината, ние насила се враќаме назад. Насила се враќаме назад. Меѓутоа, малите земји, колку и да се мали и немошни, сепак имаат и свој интегритет и своје достоинство. Најлошо е кога малите ќе ги доведете во ситуација да се почувствуваат понижени, да вредени, деградирани и немошни да опстојат како народи и како држави. Меѓутоа, сепак народот не е виновен. Виновни се тие политиканти кои дозволиле да го нарушат дигнитетот на народите. Апсолутно. Сервилноста, клиентелизмот, лукративноста за своји лични бедни интереси. Значи, со примерот на Македонија и односите со соседите, се тоа излезе на површина. Ајде ќе го ставиме на страна договорот од Преспа, иако промената во основа промената на името значи и промена на идентитет. И сега малку беше промената на името, со ветување, пазите, и за членство во Европската Унија. Не ерга омнес. Ерга омнес, па иш никој не го не спомнуваше. Па, на крајот на криштата, председателот Бранко Црвенковски беше првиот кој на правниот факултет во Скопје спомена јавно дека изгледа ќе мораме да го смениме името. Во неговиот кабинет се водеа дебати на интелектуалци, посебно од граѓанскиот сектор, и од тие дебати излегоа неколку изданија насловени како диалози за Македонија. Од сите тие учесници во ниту една дебата, во ниту еден настап не се споменуваше терминот ерга омнес. И тие диалози беа подготовка на народот за промена на името. Меѓутоа, терминот ерга омнес никој никаде не го имаше споменат.
Па Метју Нимиц. И тоа што ќе упропасти еден човек, после милион луѓе не може да попра, да исправат. Истото ни се случи и со Бугарија. Каква потреба имаше воопшто од асиметричен нов договор со Бугарија? Никаква потреба немаше. Едноставно има нашите власти има доволно силен аргумент дека со приемот на Бугарија во Европската унија она докажала дека нема никакви проблеми со соседите. Со соседите. Точно. Од каде сега отеднаш потреба за нов договор за добрососедство? Во кој се ставени стапици од кои не можеме до ден денеска, ниту во наредни години, децении да не кажам, не ќе можеме да се излечеме. Самите се дадовме автогол. Невозможно е во една држава да не се направат анализи за последиците од тоа што си го подпиша. Па една си направил грешка. Со Преспанскиот. Ама два пати. И сега со францускиот, односно бугарскиот предлог, 3 пати да направиш грешка, тогаш ти немаш никаква власт. Немаш никаква власт. Тоа е забеганост, се вика. Злоупотреба на моќта, на власта за собствени интереси сам. Тоа не е интерес национален или државен. Тоа е интерес на една соседна држава. Тоа е билатерално прашање кое не сме да биде мултилатерално. Ма не е смело ни да се постави на дневен ред. И ти злоупотребуваш од чиста ситуација, самија си создаваш проблеми. Нека објасни Бугарија како до приемот во членството немала проблеми со ниту еден сосед. Сега отеднаш из него има проблеми и со Македонија, и со Србија, и со Романија. А Грција не. Со Грција се чувствуваат немоćни и таму не отвараат никакви прашања за кои се директно засегнати. Дали знаеш дека во Бугарија, во Благоевград, има монумент на Филип II со средства од Европска унија? Тоа е едно. Немаше проблем, значи не им представаше никаков проблем. Второ, во Пела, музеј инвестирано со парите од Европската унија, а артефактите од Македонија. Тоа е начинот на делување на Европската унија. Сега они членството го злоупотребуваат за наметнување на собствени позиции. И ние тука се наоѓаме целосно немоćни и се наоѓаме во една ситуација да видиме ама они се внатре, ние сме надвор. Ама ако сме надвор, не значи дека немаме право на ништо или да покажуваме свитка на кичма и никакво достоинство. Наведната глава саблја не ја сече. Такви глупости Дали во секој цен, дали ни почнавме преговори со Европската унија, бидејќи најголемо тие се удират у град дека започна. Ако сме почнали, што бараат се уставни измени? Зошто инсистираат на уставните измени? А според сите анкети се далеко пред приоритетите на граѓаните. 68%, исправиме колку 64%, според анкетите, викат во никој случај нема да не се реализираат уставни избори. Тоа е бројка. Бројка, ама знаете како, ако велат политичарите преземаат одговорност, а народот да не го слушаат. Па чека тие граѓаните се носители на власта во државата. Не е власта. Не можеш да спроведуваш политики кои директно ги засегнуваат идентитетските прашања на доминантната етничка заедница во државата. Тоа не е политика, тоа е антиполитика. Да даваш ветувања за кои што немаш ниту рационално објаснување за реализација, ниту пак
политички услови да ги реализираш. Како они мислеа дека ќе обезбедат двотретинско мнозинство за уставни измени, ако си елиминирал целата опозиција, ако не си го слушал гласот на граѓаните и да ветуваш нешто што не зависи од тебе само. Пежо, според ми дека се појавува една дисонанца во секој случај во политичкиот амбиент во Социјалдемократскиот сојуз, бидејќи Оливер Спасовски веќе не се одметна, дали се одметна, не го прифаќа ставот на Ковачевски околу законот за амнестија. Социјалдемократскиот сојуз, колку и да сака да ги прикрива работите, не може да ги прикрива, затоа што станува збор за длабоки внатропартиски поделби и стикањето за социјални мрежи место порака испраќа антипорака и антиреклама. Зошто го велам ова? Затоа што без директно учество на избори имаме еден наметнат внатропартиски лидер и премиер кој место прави истовремено обид и да се дистанцира од својот претходник и да глуми некоја сопствена политика и трето да продава басни дека успева и на едното и на другото поле, што нема допирни точки со реалност. На крајот на краиштата не е само Оливер Спасовски што се дистанцирал. Ете го и министерот Османи со изјавата дека не е само за отворен Балкан покажува дека ниво владата немаат единство. Имате единство. Ние имаме не двоглава, троглава, петоглава влада. Не знаеме зашто ги имаат седниците. Ете го и со кривичен законник, ете сега со закон за амнестија, излегува со дисонантни тонови, кои оркестар. Не може човек колку и да сака да го прифати тоа што го продаваат, затоа што не знаеш кој стои за тоа. За Осман интересно го спомна за изјавата дека во прашање отворен Балкан и носејќи водата кон Косово интересите на косовари. Сега Што веќе Македонија во една друга ситуација. Дали тоа е ставот на Ковачевски и на Пендаровски или само иницијативно кој вообичаено што? Ајде Ковачевски вика тоа е партиски став. Ама не може партиски став од официјален министер за надворешни работи да биде преседавач на ОПСЕ. Или ќе биде министер, или ќе биде партиски представник. Не може такви тешки изјави да се даваат без непромислено, последно без консултации со целокупната власт во владата. И после ќе го толкува Ковачевски, ќе го толкува Оливер Спасовски, ќе го толкува јавност, ќе го толкуваат медиуми. Не ида така тие работи. Не ида така. На крајот на краиштата отворен Балкан има една димензија сега на кохезија, на зближување, на отворен пазар, на соработка, работење на обични граѓани во соседни држави без визи, без потребни без обврски, без никакви оградувања. И сега до сега таа шампа. Си го фалел, до сега си го фалел, сега отеднаш не чини. Не чини. Или ако целта е да се дистанцира актуелната власт во Србија начело со претседателот Вучич, најдете соодветен начин да изразите незадоволство, ама не на овој начин на кој се закануваш без никаква основа, без никакви докази. На крајот на краиштата. Ние имавме исто искуство со настаните во Куманово.
До ден денес ние не знаеме кој навистина стои, затоа што тогашната власт, а сега тогашната опозиција, а сегашна власт, тврдеше дека е нарачана таа акција. И сега, може да биде нарачана таа акција и во Косово? Може. И никогаш да не се дознае тоа. Вучич Не сакам, со ова не сакам да оправдам настан трагичен во кој што има жртви и на едната и на другата страна. Сакам да кажам дека едноставно власта не сме да си дозволи разногласие за во вакви чувствителни моменти и за вака чувствителни проблеми и потешкоти кои што не знаеме точно од која страна доаѓаат. Веќе сме во финале, ја верувам дека ќе уште три само прашања. Прво, како гледаш перспективата во изборот на председател на државата, еве да речем тој кампус во Социјалдемократскиот сојуз, каде на терен веќе се пуштаат имиња, цитираат се со имиња, како што се Шечеринска, Оливер Спасовски, Зоран Заев и Стел Пендаровски. Само да подсетам, сеќаваш ли кога имаше инаугурација ли на Стево Пендаровски, Зоран Заев не го достои. Тоаш возеше трицикл, четирицикл, како се вика. Дали може да се откаже Пендаровски од нивните гласови, имајќи факт дека самиот чин на Заев? Значи, Пендаровски, председател Пендаровски, мислам дека во кампањата, не мислам, туку сум убеден, даде да изјава, јас би рекол несреќна изјава, која кога тогаш ќе ја изведат медиумите, оние поупорните кои сакаат да трагаат и имаат време за тоа. Меѓутоа, рече дека бара само еден мандат и после завршувањето на тој мандат ќе се откаже од сите привилегии, со тоа што бараше само една просторија во Министерството за надворешни работи за своји активности. Како поранешен председател. Како привилегија што ќе му следува како поранешен председател. И таа изјава сега во кампањата сигурно ќе му ја извадат. Сигурно ќе му ја извадат. Без тоа не може да помине. Ако ти си рекол дека бараш само еден мандат, што бараш друг? На страна тоа како си извршувал функцијата, на страна тоа колку си бил добар како председател, со неизвршување на основната мисија за сплотување и обединување на нацијата во прв ред на политичките опоненти од власта и опозицијата. Сега, амбициите на министерот Оливер Спасовски ги разбирам сосема, пред се затоа што доаѓа од една структура и школа која е Бранко Зеленковски. Длабоко поврзана. Не мислев во тој аспект, мислев од аспект на поврзано со структури наследнички на некогашната тајна полиција и поделеноста во неа и чувството дека од таму може да успее да придобие или да добие дополнителна моќ за исполнување на својата амбиција да стане председател на државата. Мислам дека би било илузија да се очекува од поранешниот премиер Зоран Заев да учествува во председателска трка, затоа што таа би му била однапред изгубена, заради се она што му го направи на македонскиот народ и ситуацијата и состојбата во која го доведе на патот кон Европската Унија, а за господјата Радмила Шекеринска оставам на внатре партиските структури да си одредат дали го има кажано или не својот
последен збор во политиката. Еџа, за крај би те замолил, има ли шанси, јас преди да, и мислам кажав повеќе пати, имајќи факт од брифинзи на пријатели, тука, надвор, дека се можни избори во Македонија ова година, до крајот на годината. Па добро, јас сум имал одредени брифинзи на тоа поле. Видите, мислам дека настојувањето на власта по секоја цена да издржи до крајот на мандатот и се враќа како бумеранг. Тоа секојдневната живеачка, джебот на граѓанинот најдобро го чувствуваат. И пред тие факти и податоци на висока инфлација, ниски плати и примања, ниски пензии, не може никој да ги побие затоа што тоа го чувствуваат самите граѓани. Сега, последните информации велат дека од денеска ќе го зголемуваат ДДВ-то за одредени производи. Сега, ти како нација удираш таму кај што најтенко. И боли. Не само што боли, него безсмислено е. Велиме имаме иселување, незапирливо, од друга страна ги казнуваш родителите со зголемување на ДДВ на детска храна. Безсмислено е. Непопуларни мерки и чекори во секој случај. Како ќе ги натераш ти младите на пород ако суспендираш основни потреби му го товариш во негов джеп со храна за најмалите? Нема здрава нација без здрави деца. Така. Пеќа, ти благодарам многу што беше мој соговорник во овој вечерашен магазин. Беше задоволство. И се надам и натаму ќе видиш мој соговорник интересен во секој случај и гледачите тоа ќе го потврдат со оглед дека еве бевме 45 минути во живо на телевизија Вистел. Поштенешка благодарам, почитувани и вам ви благодарам што бевте со нас овие изминати минути во овој прайм тајм во добро време кај не што не гледавте речиси на сите страни во светот бидејќи одиме во живо и на интернет. Со тоа што поканувам во понеделник во нашата дневна доза гласот на народот, исто така со содржини кои ќе задржат вашето внимание. Благодарам уште еднаш, пријатна вечер.